Прилеп и општина Прилеп сме подготвени за овогодишниот меѓународен карневал Порочка 2019. Впрочем, ова година славиме и полнолетство, 18 години поред. Прилеп го слави овој ден, како и секоја година. И мислам дека комплетно сме подготвени за да ја реализираме оваа богата програма што ја нуди Прилеп и општина Прилеп. Да нагласам само дека од прилика пред 2 недели беше формирана ФЕК Македонија. Тоа е едно здружение од висока категорија за сите учесници на ФЕК Федерацијата, тоа е Европската асоциација, тоа е Федерација на карневалски градови, каде што од Македонија се Прилеп, Струмица и Кавадарци. И тоа ќе внесе една нова содржина на сите овие наши градови, затоа што ќе добиеме нов статус во овие рамки на Европската и Светската асоциација за карневалски градови. Како што кажав, оваа година ќе имаме нови содржини во организацијата на Порочка 2019. Освен конвенционалниот дел, каде што во нашиот град во сабота и недела ќе продефилираат поединечни групни маски, ќе имаме еден нов дизајн, нова содржина, каде што Статуа Фест со уличната уметност ќе даде една нова димензија на овогодишната Порочка 2019. Мислам дека тука ќе бидат и нашите уметници од нашиот град вклучени, каде што посетителите, учесниците и сите гости ќе уживаат во прекрасните поединечни групни маски што ќе продефилираат на булеварот и на плоштадот Методи Анденов, Чентот. Ова година имаме пријавено над 600 учесници од земја и од странство, ќе има од повеќе градови од нашата држава и ќе има учесници од Република Бугарија, Србија, Албанија, Црна Гора, Хрватска и од Република Турција. Мислам дека значењето на овој фестивал ја добива својата димензија со тоа што се повеќе и повеќе добиваме нови учесници и нови групни и поединечни маски со вакви содржини. Фестивалот ќе почне во петок, кога ќе се организираат поединечните маски што ќе бидат изложба на маски што ќе ги организираат учениците од основните училишта. Во сабота ќе биде дефилето на учениците од основните училишта до 14 години и се разбира во недела ќе биде организирано главната на преборувачко дефиле, каде што ќе се изберат најдобрите маски оваа година. И на крај во 21 часот во недела ќе биде традиционалниот маскенбол, со тоа што ќе заврши овогодишниот Порочка 2019, овогодишниот карневал, така да практично во понеделник ќе завршиме церемонијата, каде што на манастирот Свети Ѓорѓе ќе биде организиран од Сдруженијето Прилепски мечкари, посен ручек, посен грав, каде што во суштина ќе заврши овогодишниот традиционален меѓународен карневал Прилеп Порочка 2019. Значи, во оваа прилика сакам да ги поканам сите наши граѓани од нашиот град, сите граѓани од целата држава да дојдат во сабота и во недела на градскиот плоштад во Прилеп и на булеварот во Прилеп, каде што ќе уживаат во прекрасните поединечни и групни маски. Сите што ќе продефилираат, мислам дека на огромно задоволство на сите, и старата содржина конвенционална и новата содржина на уличните уметници. Мислам дека сите ќе придонесат да имаме спектакуларен карневал Порочка 2019. Официјалниот старт на програмата за Порочка 2019 година започнува во петок на 8 март во 12 часот во просториите на Домот на културата Марко Цепенков во големото фоаје, каде се отвара изложбата на рачно изработени традиционални маски кои што ги изработуваат децата од сите основни и средни училишта од град Прилеп. Исто така ќе бидат изложени и цртежи со тема Порочка и на овој ден, на оваа изложба, по самото завршување ќе се изврши доделување на наградите на најдобро изработените маски и за најдобро изработен цртеж. Во сабота карневалското детско дефиле започнува во 12 часот. На него се пријавени сите основни училишта и градинките. Овој надпревар
очекуваме на овој надпревар очекуваме богати маски негде околу 12-13 групи. Исто така очекуваме и пријавување на индивидуални маски. Во саботата денот за посетителите на Прочка, не за учесниците, го збогатуваме со статуа фест, улични уметници од Европа, кои што познати улични уметници од Европа, кои што ќе пробат да ја доближат уличната уметност, онака како што и впрочем се прави во големите метрополи, до нашите посетители и до гостите, се разбира. Во недела почнува програмата во 1 часот со меѓународно карневалско дефиле. Тука ќе учествуваат и учениците од средните училишта, како и меѓународните групни маски, меѓународните индивидуални маски, групни од нашата држава и исто така индивидуални од нашата држава од повеќе градови. По завршувањето на карневалското дефиле меѓународно во недела, имаме VIP ручек за ручек гостите и за сите останати гости, се разбира, кои што ни се посетители на самата Прочка. И во недела вечерта во 21 часот во Ла Каса Гранде ќе се одржи маскенбал, каде што ќе бидат доделени наградите на сите наградени маски во текот на претходните 2 дена кои што сме ги избрале. Официјално програмата завршува на 11 март во манастир Свети Ѓоргија со покана еве до сите за традиционалниот ручек, посниот касапски град, кој што го изработуваат самите касапи во чест на овај ден. Значи, ние како Прилепско здружение мечкари долги години ја негуваме оваа традиција да се формира и се одржи Прочка во нашиот град. За да тоа не биде, значи, само стихијно, се потрудивме да тоа биде, значи, организирани групи како од нашата земја, така и од странство. Оваа година покрај домашните, значи во поголем број домашни, да кажам, маски од Македонија ќе учествува на овој карневал, а од странство, значи, да кажам дека редовно, значи од Лесковац ќе имаме група, ќе имаме од Шабац, од Бела Црква, од Бања Ковилјача, од Белград. За прв пат ни иди, значи, маска од Сплит. Значи, ние како Здружение Прилепскати мечкари сме биле еднаш присутни таму, добри домаќини, меѓутоа прв пат кај нас иде сега. Од Бугарија исто имаме неколку маски. Благодарение на европски, значи, ориентираниот градоначалник, имаме огромна поддршка за ова манифестација да ја направиме, значи, уште подобра благодарение на соработката со градоначалникот и локалната самоуправа. Мислам дека ова година ќе имаме, значи, еден од подобрите карневали.